Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги истакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петревски. Добро утро, да си кажеме ова утро за финансиските пазари. Гостин е Дарко Симуновски, криптоаналитичар. Господин Симуновски, добро утро, добро дојавте во студио. Добро утро, мило ми е што сум тука во студио. Да. Во услови на растечка инфлација, кога не можеме да ја зауздаме инфлацијата, криптовалутите беа како верзија за заштита од инфлација. Биткоинот беше креиран токму како таква валута, меѓутоа еве сега цената на криптовалутите и натаму паѓа. Минуваме низ една тешка година и за криптовалутите, впрочем како што и минуваме низ тешка економска криза. Зошто криптовалутите не успеаат на некој начин да бидат барем тие на нивото на својата задача кога во услови на инфлација која бесна е насекаде во светот? Така. Сега сме во еден процес каде што се случува рецесија. Високата инфлација се уште постои, во еврозоната имаме 10% инфлација, економии како Холандија што се доволно силни имаат 15% инфлација. Македонија има 20% инфлација. Турција има скоро 90% инфлација, над 85% инфлација. Луѓето во Турција не мислат така, како што сега пред малку кажавте. Луѓето во Турција го бараат и го користат биткоин во секојдневна употреба, затоа што во држави каде што има висока инфлација, имавме и примери во Либан, јас си пишував на мојот вебсајт Токен Падок за тоа. Во Либан луѓето се соочуваат со една од најголемите кризи во нивната историја и луѓето буквално, единствено нешто што ги одржува во живо за да можат да си ги плаќаат трошковите и да си го купат левот за јадење, тие морат да мајнираат или да тргуваат со криптовалути и единствена размена што ја прават со криптовалути. Зошто тогаш цената на криптовалутите ниска? Како што велите, во Турција луѓето купуваат криптовалути, во Либан копаат, рударат криптовалути, а цената криптопазарот поминува низ една од најтешките години? Криптопазарот не може да биде имун од рецесијата, затоа што ако споредуваме со другите финансиски маркети, другите класи, кога споредуваме акциите се 100 трилиони американски долари маркет капитализација. Криптомаркетот е 1 трилион маркет капитализација. Тоа е еден само мал фрагмент. И нормално дека и тие ќе бидат ранливи затоа што сепак луѓето кога станува збор за вакви ситуации на рецесија, луѓето преферираат прво да имаат фиат валути за да може да си ги купат основните работи за живот пред да почнат да инвестираат. И тоа е нормално, тоа е дел од сентиментот што се случува. Не значи тоа дека криптовалутите не се тие сами по себе се дефлациони, за разлика од фиат валутите што се инфлациони. Токму и затоа така го почнавме разговорот. Во услови на инфлација што не може да се заузда, многу земји се мачат, се борат, еве и Македонија рекордна инфлација бележи. Криптопазарот е тивок, неупотреблив, а криптовалутите се измислени како дефлационо средство. Да. Тоа е точно, затоа што, еве сега, ако видиме сега од војната што настана во Украина, до денес, во овие месеци кои ќе видиме скоро година, сите фиат валути со ова инфлација губат де факто вредноста. Да се вратиме назад колку вредеа, пример, 1000 денари пред година дена, колку се сега. Ако гледаме биткоин се движи околу 20.000 цена веќе скоро цела година. Што значи, де факто и моментално со овај проблем што се случува, повторно испаѓа дека се постабилни од фиат валутите, де факто. Така. Добро, во таа смисла, значи, од ова што го кажавте досега, вие сте непоправлив оптимист во иднината на криптовалутите. Апсолутно. Сакате да кажете дека ќе дојде денот кога повторно ќе се вратат на тие високи нивоа, иако во овој момент биткоинот како водечка криптовалута е поблиску до својата најдолна граница отколку до рекордната од 2021 69.000 долари. Не би рекол дека е до недолната граница, затоа што ако се вратиме наназад, од година за година, секогаш биткоин бил повисоко од своето најниско ниво. Така да, дефинитивно, се уште биткоин се движи во таа линија надолна, но меѓутоа останува пак стабилен во споредба со фиат валутите. Затоа што 1 евро што го сметаме дека е најсилно,
Многу добро бевме сведоци како е изгуби предноста во споредба со америчкиот долар, затоа што америчкиот долар е сепак национална светска валута. И гледате, дури 1 евро и дури британската фунта беше на работ на краширање, направија тие во Централната банка интервенции за да ја вратат на сцена. Да, од ова што го говорите можам да заклучам дека велите во период на рецесија се губи од својата вредност, така и криптопазарот не е имун на тоа, меѓутоа е сепак поимун од некои други дејности и во таа смисла можеби ако во овој период профитираат само воената индустрија, не знам, одредени фармацевски компании или не знам кои мал број индустрии и сите други се во рецесија или губат и финансиските пазари, губи берзата, губат од својата вредност и валутите. Криптовалутите како такви немаат употребна вредност и тоа е нивната главна ранливост. Па не би рекол... Што стои како употребна вредност зад криптовалутите и зошто луѓето да веруваат во нивната иднина? Затоа што пред се, оваа економија што живееме денес е централизирана. И единствени менаџери на оваа економија се централните банки и владите. И криптовалутите тоа е тотално децентрализирано. Не постои централизиран ентитет што стои за нив или што ги менаџира. Значи, почнувајќи од тука. Криптовалутите немаат цензура. Да ве подсетам дека Русија продаваше газ и нафта покрај овие санкции од SWIFT системот, нели, меѓу банкарскиот систем. Не им беше дозволено да прават трансакции за продажба на своите енергенси, они направија трансфери во криптовалути, во биткоин. Истото го направи и Иран. Значи, неспоредливо е со било која фиат валута, затоа што биткоин е нешто што нема цензура, е децентрализирано и не може никој да го контролира ни една влада, ни еден ентитет што постои во свет. Така да неспоредлива е таа разлика. Сега не зборуваме од економски аспект, туку од аспект на уредување и управување. Апсолутно, да. Затоа што спомнавме, нели, случајна употреба. Во фиат валутите Русија беше блокирана, Русија дојде во ситуација каде што продава газ и нафта со биткоин. Иран истото го направи и многу други држави што се санкционирани. Тоа лесно може секој да го провери на интернет. Една анализа вели дека всушност војната во Украина што се води е војна помеѓу енергетскиот и финансискиот свет. Битка помеѓу финансискиот запад, на запад каде што се главно стационирани финансиските корпорации и битка на оние од другата страна енергетски компании кои испорачуваат, кои досега испорачуваа ефтина енергија. Иако ова се земе со одредена резерва, меѓутоа се анализира, тогаш врз база на што повторно велите дека централизирана политика водат владата и централизирана економија имаме, а дека ќе дојде денот кога ќе биде таа економија децентрализирана и дека криптовалутите ќе владеат во светот. Како што реков, значи криптовалутите, особено биткоин, нема цензура кај него, не може никој да го запре. Значи е децентрализиран, секој од секоја точка на светот може да тргува и да разменува вредност. За разлика од фиат валутите, секој ентитет или човек може да биде блокиран, санкциониран, оттргнат во финансискиот систем. Биткоин дава таа опозитна вредност, значи од другата страна каде што дава комплетна слобода на секој индивидуа, дури и ентитет или држава во случајов. Добро, главната слабост на биткоинот е неговата ограниченост. Не е... Тоа не е слабост, тоа е плюс. Предност, добро. Тоа е предност. Меѓутоа веќе не може да се рудари, не може да се произведува, да се копа. И во таа смисла зачудува повторно зошто неговата цена останува на 19. Се рудари, се уште се рудари. Биткоин ќе се рудари уште наредните 100 години, додека не излезат во залиха, во пазар 21 милион биткоин. И таа е таа поента тука кај биткоин, затоа што биткоин е генерацијска можност за сите луѓе во светот да можат да стекнат независна финансиска независност. Од секаков аспект, како што реков, и од цензура, а вклучувајќи и од цена, затоа што јас сум сигурен дека криптомаркетот во наредните 5 години може да достигне и преку 50 трилиони американски долари маркет капитализација, апсолутно. Добра, ајде вака додиме со ред. Допревме многу прашања од висока инфлација, војна во Украина, стагнација во светот на глобално ниво во сите дејности и до тоа дека криптовалутите каква иднина имаат. Минаа низ тешка година, како што впрочем минува светот. Цел свет. Меѓутоа не се гледа крајот на војната во Украина, напротив, можна и ескалација како што стојат работите. Во таа смисла, каква е иднината на криптопазарот во 2023? Еве да не одиме 5 години, рековте 5 години, во наредни 5 години.
Какви се прогнозите на светските аналитичари во овој бизнис? И светските предвидуваат дека ќе биде тешко закрепнувањето, како на сите финансиски маркети, така и на криптомаркетот. Моje лично мислење е дека од третиот или четвртиот квартал од следната година можеме да видиме еден повторно булран, каде што можеме да видиме нови рекорди за сите криптовалути, особено за биткоин како водечка криптовалута. Мислите дека уште во 2023 биткоинот може да се врати на ниво од 6-9 илјади долари како што беше во 2022? Апсолутно, и за тоа има две причини. Едното е квантитивно олеснување, тоа што прават централните банки, пуштање во промет на повеќе фиат валути преку институционални играчи, да речам. Тоа е едната работа, а втората е во Америка се чека преку институционални банки да се спроведе спот ETF биткоин. Тоа значи биткоин дојде исто на берза како акции и тоа значи дека они ќе морат де факто да поседуваат биткоин за да можат да го продаваат. Затоа е тоа спот ETF. Тие веќе имаат фьючер BTF, али тоа е веќе тргување на деривати. Оваа ваша анализа е контрадикторна со проценките на некои други светски аналитичари кои велат дека доколку продолжи затегнувањето на каматните стапки, доколку федералните резерви на САД продолжуваат да затегаат макроекономската политика, доколку Централната Европска банка продолжи со таа политика на заштита од висока инфлација, односно обиди на зауздување на инфлацијата, тоа исто така негативно и тоа многу сериозно ќе се одрази и врз криптовалутите. Но меѓутоа, точно е тоа дека сега ќе се случува, но меѓутоа во овој период, временски период, моје мислење е дека во наредните 6 месеци ќе се случува тоа качување на каматни стапки на централните банки. Они мора да го направат тоа затоа што они се пазарно базирани економии. Значи нивната економија зависи од купувањето, и така се базирани и така да они морат да качат каматната стапка да успорат инфлацијата. Но меѓутоа со тоа се носи рецесија, со тоа луѓе ќе изгубат работа, фирми ќе затворат и тие се негативните работи, но меѓутоа де факто ќе се успори инфлацијата. Но после овој период они ќе морат да пуштат во оптек, во промет повеќе фиат валути за да може да се врати економијата и да застане на нозе. Токму во тој момент, затоа јас реков, третиот или четвртиот квартал на 2023 година. Во неколку наврати потенцирате дека биткоинот е таа прва водечка. Апсолутно. Што е со етериумот и останатите криптовалути кои беа популарни и за луѓето од Македонија кои инвестираа? Со Етериум јас пишував на мојот вебсайт. Етериум го смени својот консензус на функционирање внатре во својот блокчейн. Значи, од доказ за работа, значи преку мајнирање на графички карти кај Етериум, така беше, од 15 септември они се префрлија во доказ за удел, се вика тоа, каде што нема потреба за мајнирање, односно за употреба на тие компјутери за мајнирање, нели? И одржување на мрежата со овој консензус нема потреба за трошење на многу електрична енергија и токму затоа многу мајнери изгубија својата работа на тој начин што мајнира Етериум на графичка картичка. А биткоинот, како што реков, уште наредните години ќе се мајнира. Во таа смисла Етериум нема толку светла иднина како биткоинот? Не прогнозирате така? Проблемот е кај Етериум, Етериум пред се, за да разберат гледачите, за секој да може да разбере, замислете го тоа како Google Apps. Само замислете Google Apps да биде со децентрализирани апликации. Разликата од централизирана апликација и децентрализирана, да појаснам за гледачите што не се запознаени, во централизирана апликација се што имате, секој еден податок, фирмата што ја има во посед таа апликација ги има сите информации. Вие како собственик имате само копија од тие информации. Они може да прават што сакаат со тие информации. Денешно време прво и најбитно нешто е информацијата. Они ги имаат посебна информацијата и имаат моќта со тоа. Од друга страна, кај криптосветот, од тоа што се развива, што се нарекува Web3 или третата генерација на интернет, тоа се развива моментално и функционира, доста работи. За разлика таму, секој еден човек е собственик на своите информации, не постои никаква цензура, има слобода на говор и исто така луѓето можат да монетизираат, односно да земаат приход од тоа што ги користат апликациите. Така да тоа е неспоредливо, али за Етериум сакав да докажам, Етериум се уште има таа доминација и ќе продолжи да ја има, но меѓутоа со тек на време, затоа што веќе се префрли на Proof of Stake, доказ за удел, веќе имаме други Layer 1, слој 1 блокчейн што функционираат с нешто слично и градат големи екосистеми, така да конкуренцијата ќе се зголеми за Етериум.
и неговата маркет капитализација, тој удел со тек на време ќе се намалува. А биткоин е единствена 100% децентрализирана мрежа во светот. Значи, и единствена криптовалута што 100% не може да доживее никаква цензура и никаква интервенција, за разлика од пример сега Етериум, која се префрли доказудел. Постојано го насочувате разговорот кон концептот на уредување, односно на управување со финансиските текови, и на таа децентрализираност ја нагласувате како главна предност на биткоинот. Апсолутно. И вербата во неговата иднина. Меѓутоа, во основа, биткоинот во изминатите години како е создаден во 2008-та, служеше како пазарно средство и многу луѓе профитираа, заработуваа и губеа пари. И нели сите кои размислуваат или влегле веќе во тој криптосвет, имаат три начини за заработка: да рударат, да копаат, да произведуваат сами со графички картички, со компјутери дома и да трошат струја, да тргуваат на дневно ниво или да инвестираат на подолг период. Така. Се обидувам да ја вратам темата на теренот на економијата. Така. Не да зборуваме за концептот на уредување и управување со финансиските текови, туку за економската логика и економската издржливост. Да. Ако криптовалутите како валути немаат употребна вредност, имаат. Што стои зад нив како гаранција? Имаат употребна вредност, значи можете вие. Која е употребната вредност на Исто можете и користите. освен како средство за размена? Вие можете се што постои на овој свет да купувате, да тргувате исто како фиат валути. Фиат валутите за тоа служат. Тие се медиум за размена на стоки и услуги. Добро, но зад фиат валутите стојат централните банки. А која е таа гаранција кога гледаме ние централни банки кај што крашираат и луѓето ги губат своите животи, ги губат своите домови, ги губат својот стандард? Која е таа гаранција? Проблемот во оваа економија и светската е таа централизираност. Зошто ја спомнувам? Затоа што ако гледаме, природата е децентрализирана, блокчейн, технологијата е децентрализирана. Значи, тоа е многу битен момент. Не е тоа само идеологија, затоа што ако учиме економија и ако гледаме видови на пазарни економии, постои во економијата еден термин се вика чисти економии. Тоа постои во теорија, но меѓутоа криптовалутите тие го донесува во јаве нештото, во реалност, затоа што таа е чиста економија, затоа што нема интервенција од централни власти. И тоа е многу битно, затоа што кога вие ги оставате предпријатија, луѓе да функционира на тој начин, кога би имало чиста економија во светот, што ја нема моментално, кога би имало, верувајте, значи стандардот на животот на секој еден човек би бил многу повисок денес тоа што го гледаме. Основен постулат на економијата е понудата и побарувачка. Апсолутно. Пред да се замешаат владите, има една база која се вели понуда и побарувачка. За секој маркет. Така, и во таа смисла и криптовалутите растат или паѓаат во основа на побарувачката и понудата. Така. И во таа смисла повторно се обидувам да го вратам разговорот на тема а не на идеологија и на концепти на уредување и управување. Да. И економски, значи како што реков, погледнете фиат валутите, тие се уште паѓаат. Значи со инфлацијата тоа значи дека вредноста паѓа од месец за месец. За разлика од биткоин кај што гледаме стои на таа, значи граница околу 20.000 цела година скоро. Од копан на маркетот. Значи кога споредуваме, повторно испаѓа постабилен од фиат валутите што ги издаваат централните банки. Тоа го зборувам од економски аспект. Ајде да се обидам и со уште неколку информации кои се достапни на социјалните мрежи, дека не да ја побијам оваа теза, меѓутоа да ја потпрашам за иднината на криптопазарот. Да. Binance и Coinbase, едни од водечките берзи за трговија со криптовалути, отпуштаа вработени, го запираа своето работење привремено. Да. Ако се и тие таму, а веројатно и тие знаат и ги следат работите и прават прогнози, се уверени во иднината на криптовалутите, зошто го намалуваат бројот на вработени, зошто затвораат? Пред се прво да објасниме на гледачите, тие се централни менувачници. Блокчейн технологијата нуди децентрализација. Тие што прават? Тие се одредени фирми што нудат услуги за луѓето да купуваат, да продаваат или да штедат криптовалути. Значи тоа да не ги мешаме тие работи. Тие се дел од криптосветот, но меѓутоа де факто тие не го презентираат тоа. Значи таа вредност. Сега што се однесува за отпуштање? Јас пишував и на таа тема. Многу фирми, значи Google, Facebook, Amazon, значи сега што се тек компании, исто и Twitter сега последно отпуштаат вработени. Затоа што ние се наоѓаме во рецесија. И они функционираат исто како нив во тој
сектор, во тој поглед. И они морат да испуштат вработени за да можат да имат повеќе профит. Основачот на еден популарен криптопаричник гласно кажува дека инвестирањето во дигитални средства е коцкање. Не знам дали знаете. Кој е тој? Арон Дейвис од MetaMask. Па не знам за таа изјава, прв пат слушам. Вели се чини дека е премногу доцна, но оставањето пари во криптовалути е коцкање. Не можам да кажем дека она што го имаме во моментов е иднината на финансиите и дека треба да ги ставите вашите животни заштеди. Многу луѓе го заговараат тоа и мислам дека тоа е исклучително опасно однесување. Апсолутно, јас не се согласувам. Мислам дека моментално тоа што се случува во светот со инфлацијата и со рецесијата е многу поопасно, затоа што луѓе губат имоти. Проценките се дека наредната година 25% луѓе во светот ќе ги изгубат своите домови со овие качување на овие каматни стапки. И да подсетиме, инфлацијата се случи токму поради овие централни ентитети, затоа што пуштаа повеќе валути во оптек, во пазар, од тоа што можеше самиот буџет да го дозволи. Тоа значи недомаќинска политика и тоа сите глобално го направија. И сега, второ, ова енергетска криза што се случува, де факто е погрешна политика на Европската Унија и ние што ја следиме тука и ние си ги трпиме сега тие последици. Тоа ви е исто како, да речеме, фармерот што зема млеко од кравата да престане да ја дава санкции со тоа што нема да ја молзи кравата. Значи, тоа е абсурдно. Значи, не можете вие каде што земате енергенси, каде што зависи економијата од тие енергенси, вие да давате санкции на земање енергенси. Мислам, тоа е дали требаше и ние да го следиме примерот на онаа земја од Латинска Америка, односно од Централна Америка и да го воведеме биткоинот како и треба и сет мерки. Национална валута. Не мора да биде национална валута, но меѓутоа биткоин треба да биде дел од државни резерви на Македонија. Ако сака Македонија да оди на полон рок и да ја исправи економија, и пред се моментално што треба да направи во оваа криза, треба да даде олеснителни околности за енергенсите да станат поевтини за производителите. Македонија мора да им помогне на производителите затоа што ние сме производствена економија базирана на производство. И ние мора производството да го стимулираме за да можеме да ја држиме економијата во живот. Го спомнавте примерот со Либан и наведовте други примери кои Турска. Турција со бесна растечка инфлација која не може да се заузда и дека многу луѓе ќе ги загубат домовите, неможноста да ги плаќаат скапите кредити. Што е со Салвадор? Како имате информација како живее Салвадор кој го води биткоинот? Имам моментално единствена земја што многу добро се снаоѓа во оваа рецесија светска, моментално е Ел Салвадор. Тоа може да го проверите, тоа се официјални потоци. Они има најголем раст на економијата во последните 20 години од кога го ведо веќе една година и пол биткоин. Председателот таму, Најиб Букеле, има 80 до 90% поддршка од граѓаните. Зборувам за демократски изгласан председател. Значи, тие се доволно показатели. Исто така, луѓето што одат таму и што го посетуваат, значи туризмот е накачен за 60% во 2022 година. Значи имаме многу параметри каде што докажува де факто дека тој потек беше маестрален. Така, каква е инфлацијата во Салвадор? Моментално, колку што запознавам, мислам дека е пониска, не сум сигурен за Ел Салвадор, не проверив во последното, мислам дека негде околу 7%, мислам, само не сум сигурен, не можам да тврдам. Да, вие подготвувате промоција на книга за фундаменти на криптопазарот и во тоа сакате да ги финансиски описмените граѓаните повеќе да навлезат во оваа индустрија и таму во воведот кажувате дека само 300 милиони луѓе на планетава досега имаат искуство со вложување или со воопшто со криптовалути. Да. Дури 5 милиарди луѓе на планетава имаат пристап до интернет и тоа го гледате веројатно како можен пазар во иднина. Апсолутно. Меѓутоа довербата е разнишана до крајни граници. И јас како што гледам на луѓето насекаде, довербата во централните власти е разнишана, особено во Европа. Еве јас ќе ви кажам пример. Јас имам лично пријател во Италија што работи со фирма заварување, работат они значи со изработка на метали и такви работи, трошат доста енергија. Неговата сметка до пред криза беше околу 100.000 евра месечно. Сега моментално дојде до 900.000 евра месечна сметка за струја и човекот сега од милионер треба буквално да ја затвори работата и фирмата и да прогласи банкрот.
Луѓето се многу незадоволни од односот на централните власти и од ова наметната криза. Затоа што, како што реков преска, не можете од тоа што зависите да го санкционирате. Енергенците се потребни за движење на економијата, тие го направија токму спротивното. Во таа смисла предвидувате појава зачеток на анархистички движења, здруженија во Европа и пат на централните влади? Бидејќи ова што го зборувате постојано ја нагласувате таа децентрализација, дали и вие можеби по природа сте анархист или го заговарате тој концепт на некој начин? Не, јас сум легалист по принцип. Затоа што јас во животов немам ни прекршувач а камоли нешто друго, така да јас сум легалист. Јас зборувам од она што тој концепт, затоа што е многу битен. Погледнете владите во Европа моментално, погледнете како паѓаат. Гледате што се случи во Италија. Зошто мислите дека десницата таму доби? Затоа што на луѓето им е преку глава од само празни ветувања. Јас моментално, како што ви реков, дојдов од Гран Канарија. Луѓето таму зема плата 800 евра, плаќаат 600 евра стан. Ви се молам. Значи, за кој стандард зборуваме ние во Европа? За таа лага. Значи, ова мора да се зборува подетално малку и луѓето да сватат дека ова криза е секаде, не е ова само во Македонија, на секаде се случува и луѓето на секаде се незадоволни од функционирањето на овие централни власти. А инаку, де факто, очекувам наредната година да има многу немири, особено поради проблемот во синџирот на набавка за храна и недостатокот на храна што следува поради ова војна. Значи, ова инфлација не се случува поради војната. Тоа што се случува сега, војната во Украина, ќе видиме резултатот наредната година и тоа ќе биде недостаток на храна. Или одредени продукти ќе бидат многу скапи и недостижни за обичниот граѓанин. Добро, како е во Шпанија, спомната Гран Канарија, таму со криптовалути може да се пазари во продавница? Во Македонија нема место каде што може да се купи кафе или вода со криптовалути. Нема, затоа што јас како што реков, значи во Македонија мора да се направи сет регулативи. Јас истојам на располагање на владата, на било која власт, се исто да се направат регулативи, да се става законска рамка. Има во подготовка е закон во процедура собраниска, влезен беше дури, но заглави веројатно. Да, но меѓутоа тој опис е многу сиромав, многу штур. Јас зборувам за една робусна имплементација во сите сектори и употреба на блокчейн технологијата во сите сектори. Во примерот на Салвадор, до таму треба да идеме? Не во примерот на Салвадор, туку многу уште подобро. Значи, побасовна и подетална употреба на блокчейн технологијата во медицина, во земјоделство, во синџиро на набавка, во експорт, импорт, значи во сите, дури и во институции. Ако сакаме ние да добиеме транспарентност, пошто 30 години си слушавме за транспарентност и дека наводно некој сака да ја запре корупцијата, единствен начин да се добие транспарентност и да се запре корупцијата е тога употреба на децентрализиран блокчейн технологија. Ајде само со неколку реченици објаснете како? Како можеме да се бориме против корупцијата со употребата на блокчейн технологија? Еве едноставно вака сега. Значи моментално било која институција има одреден софтвер, леџер, централизиран. И тие податоци ги контролира еден ентитет и може да стави било какви податоци. Во децентрализиран блокчейн технологија, кога тоа оди на тој начин, тие работи стануваат транспарентни, видливи за секој и тука нема лага. Во блокчейн нема лага, нема манипулација, нема цензура. Во тој децентрализиран, кој ќе го подготви софтверот? Пак тој што ќе го направи софтверот ќе има увид. Да, но меѓутоа, кога ќе се подготви, кога ќе се направи блокчейн технологија на тој начин, тој децентрализиран, дистрибуиран леџер, значи тој останува таков како што е за употреба. И тука нема простор за манипулации. Дали ме разбирате? Значи има моментално има developers, програмери, значи групации што можат да извршат по нарачка такви работи. Значи секој тоа може да го види на интернет. Значи постојат тие работи. Јас можам тоа да го направам тука затоа што знам каде, знам кој да исконтактирам и знам на кој начин да се спроведи. И апсолутно фактуелно со употреба на блокчейн технологија корупцијата и ќе се искорени и ќе добиеме 100% транспарентност. Исто така за изборите. Изборите кога би се употребил блокчейн технологија за избори, за гласање, тогаш мамење избори би било невозможна мисија за било кој. Така да, што е подобро од децентрализираност и транспарентност?
Нели сите ќе добиеме тука во таа ситуација? Токму затоа зборувам. Не е ова само идеологија, ова е нешто што може во пракса да се стави и да се промени квалитетот на животот на секој еден човек, на секоја фирма и на државата. Да не правам муабет што ќе биде економскиот инпут. Значи, ние можеме со една таква употреба и со прифаќање на криптовалути да се става да може правните лица да примаат и нормално ние ќе го накачиме данокот што го прима државата да се накачи барем за 100% во наредните 2 години. Приходите за државата? Молам? Приходите за државата? Приходите за државата во даноци, зборувам, значи приход на даноци во тој сегмент. Симуновски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Тема. Ви благодарам.